Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Еден од најголемите таленти во македонскиот фудбал што се појавил во втората половина од минатиот век, а кој се уште како тренер е присутен во фудбалот е Томче Трајановски. Томче Трајановски потекнува од едно битолско село Оптичари, тука во непосредна близина на Битола, па би рекол и стадионот под Тумбекафе, па така не му беше тешко уште од раното детство да доаѓа тука со пионерчината од Пелистер и да почне да се занимава со фудбалот. Уште на почетокот се виде дека станува за талентиран играч кој во себе имаше нешто посебно, нешто специфично, карактеристично, што го немаше секој играч на почетокот. Тој одлично владееше со топката, знаеше да ја скроти, потоа имаше преглед на играта, иако физички не беше кој знае колку силен, сепак влеваше страф и трепет, би рекол, во противничките одбрани, особено кога ќе тргнеше во пробив кон голота. Имаше и еден специфичен шут кој љубителите на фудбалот тој период убаво го паметат. Томче, ова е вовед за тебе. Спомнав Оптичари, каде почна прв пат ти да играш фудбал и кој беше твојот прв контакт со топката, а потоа кога организирано веќе се вклучи во селекциите на Пелистер? Благодарам, Зоки, за добриот вовед. Значи, во мое време фудбалските кариери се почнуваа како средношколци, значи прва година средно, бевме пионери, потоа поталентираните деца на 15-16 години одеа во младинските екипи и потоа селектираните младинци одеа во првиот тим. Значи, јас како дете од село, прва година во Битола се запишав на среднотехничко училиште. Случајно отидов на тренинг кај што тренира пионерчињата на Пелистер. Ме примети тренерот Благоја Ѓорѓиевски и тука почнав да тренирам година дена. Втора година средно ме примети тренерот на младинската екипа Петар Глигоров и ме префрли во младинската екипа. Во тоа време младинската екипа на Пелистер беше првак на Македонија, предводена од постарите генерација 59-та, значи јас сум 61-та, предводена од Џате Хусеин, беше капитен, предводена од Миле Јовановски и други талентирани, Наум Љамчевски, значи тие беа генерација 59-та година. Јас како 61-та година влегов во таа генерација и играв на првенството во Белград за првак на Југославија. Значи тоа беше 76-та година. За првак на Југославија се сеќавам. Значи не игравме финале, не стигнавме до финале, тогаш имаше турнир. Турнир беше од сите републики, прваците од републиките, и покрајините, значи 8 екипи. Ние првиот надпревар го изгубивме од Звезда 4-0, вториот надпревар го победивме во Зрими 2-1 и третиот надпревар не се сеќам со кој игравме, значи завршивме негде на 4-то место, али тоа беше големо искуство за мене, значи за прв пат отидов во Белград, игравме на терените на Обилич, беше големо искуство. Потоа за пола година тренер во првата екипа на Пелистер беше Крсте Евтимов, професорот, ме префрли во првата екипа на Пелистер. Значи тоа беше тој мој почеток во кој период беше тоа? Значи тоа беше 77 година. Да. Ме интересира нешто, дали ти живееше во Битола додека играше или одеше секој ден? Ја живеев во Оптичари во Битола и назад? Живеев во Оптичари, значи, али моите родители живеевме во куќа со постариот брат, тој студираше на Технички факултет во Битола, јас учев средно, значи ние одевме од понеделник до петок во Битола бев, во петок си одев во Оптичари. Ако немаше надпревари со Пелистер или ако имаше се враќаше? Ако имаше ме носе, да. Значи едва чекав да одам, зашто во тоа време Оптичари беше бренд во тој регион, во Пелагонискиот, игра во регион, беше екипа што
скоро 3 години немаше изгубено од никој. Моево село е, значи, село во Пелагонија, во равницата, се играше фудбал и единствено село во тој регион што во мојот период игравме 4 фудбалери од Оптичари во првата екипа на Пелистер. Кои беа другите? Значи тоа беше Васко Митревски, кој сега во Австралија. Тој е рекордер по број на утакмици во Пелистер, заедно со Спасе Ристевски, Миле Јовановски и Васко Крстевски. Значи тие бевме четворица играчи од селото што играше, раритет во денешно време некој село да има во Пелистер или во некој друг прволигаш. Интересно, во битолските села се родија многу таленти за фудбалот. Еве и од Пуешево, еден Тони Мицевски, тоа е па уште поблизу до Битола, рече си како населба на Битола. Пуешево како приградска населба, до моево село е 2 километри, само што нема некој пат. За да стигнеме преку треба... ниви. Да, преку ниви е 2 километри. Или покрај пругата. Значи не само Тони Мицевски од тоа село, и Ставревски, да. Двајца репрезентативци на Македонија. Значи, тука во близина има Новација на 2 километри, еден стабилен второлигаш, има дајано многу играчи. Новација продолжи традицијата од тие села битолски, кои долго време обстојува во мак фудбалот и се надпреварува во втора лига, ќе испадне во трета, во втора, па дури некогаш и конкурент за прва лига. Значи, битолското поднебје е како создадено за фудбалски талент. Сега ти се враќаш од Белград, од тој финален надпревар на првенството на Југославија за младински екипи, како тече твојата кариера? Значи се враќаме од Белград, тоа беше во јуни месец и продолжив припремите со младинците на Пелистер. Значи во тоа време ние игравме на, го викаа ќумурното игралиште, сега е многу убава вештачка трева. Тој терен беше без трева, со ќумур, затоа го викаа до печатницата Киро Дандароe. Да. Значи, многу надмоćна генерација бевме Пелистер, по 11-12 гола, каде што јас предначе во таа екипа, бев капитен на младинците во таа екипа, дава по 6, по 5 голови и сигурно влего во очите на Крсте Евтимов, тренерот на првата екипа, и негде во септември месец ме префрли со сениорите. Значи, јас дебитирав во Пелистер на 16,5 години, мислам дека во историјата на клубот најмлад играч. Не знам, и Гоце Христов многу млад заигра, треба да се види кој бил. Тука, да. Значи, кој е како помлад, да, што заиграл во Пелистер во првата екипа. Така, значи дебитирав со Слога Југомагнат, тој надпревар нема никогаш да го заборавам. Значи, резултатот беше 0-0, јас бев резерва и тренерот на полувреме ми каже: Томче, загревај се, ќе влезеш второ полувреме. Значи, возбудата беше голема во тоа време, терените беа, трибините беа преполни со публика, имаше 7.000 на трибините, имаше 3.000 на Тумбекафе, тогаш не беше ова високата трибина, значи имаше пониска трибина према Тумбекафе. Да, и од и луѓе што не можеа да влезат, да одеа на Тумбекаф. Значи тоа беше на многу убава гледка. На почетокот има голема трема. Значи играв со играчи што беа легенди на Пелистер, Упалевски, Димовски, Спасе Ристевски, Ристо Гочевски, Ташков, Богоевски, значи што играле години во Битола, но како одеше над преварот, се ослободив и во 88-та минута го дадов голот и победивме со 1-0. Слога губи. Значи тоа беше така едно заменено, една радост невидена нова, и од тогаш 3 години игра во Пелистер, значи од таа утакмица ниеднаш не бев резерва и сите утакмици ги одирав. Околу 100 утакмици за Пелистер. Голови колку постигна, можеш да се сетиш во тие 3 па јас повеќе местев од кога што постигнав, едно 2-30 голови сигурно сум постигнал. Не знам точно, али јас во цела кариера уживав да местам отколку да давам голови. Значи така почна мојата кариера и така сигурно ме приметиле луѓе од Вардар. За Пелистер многу се зборуваше тогаш дека има добри фудбалери покрај овие постарите. И некако секогаш Пелистер беше на око на тренерите, например на Вардар, каде што се менуваа многу тренери.
твојот пат после тие игри во Пелистер те доведе во Скопје и Вардар и ме интересира сега, не можем точно да се сетам, Пепи, Тони, тие пред тебе дојдоа, а Бобек беше тренер тогаш на Вардар. Значи, мора да споменам дека после Крсте Евтимовски, тренерот кој што прв ме внесе во првата екипа, дојде еден од најдобрите тренери што ме тренирал, Наум Бутевски. Значи, тој е најзаслужен за нашата генерацијата, за развој, на цела генерација. Да. Значи, тука Тони Савевски беше помало од нас со Пепи. Значи, тој има играно само една утакмица за Пелистер, но тренираше со Буте и како најголем талент младинците на Вардар го земаа на турнири, тогаш се одеше во Франција, во Германија. Значи, Тони Савевски секогаш беше гостин, зашто беше млад многу тогаш, беше 16-17 години, гостин беше на младинската екипа на Вардар и уште тогаш тој веќе се знаеше дека ќе биде член на Вардар. Да, Вардар го имаше значи, ставено на списокот. Кога се врати Вардар во 79-та година во првата Југословенска лига, наредната година дојдоа Савевски и Пепи Ѓорѓиевски во Вардар, со тоа што требаше јас да дојдам, но до управата на Вардар рекоа, ако го земете и Томче, нема кој да игра, така да јас останав уште една година, јас дојдов 81-а, а Тони и Пепи дојдоа 80-та година во Вардар. Најголема заслуга за тоа доаѓање во Вардар, значи не само нашево, ние тројца, туку дојде Гоце Алексовски од Брегалница, дојде Горде Здравков од исто од Брегалница, дојде Најдов од Неготино, колку што се сеќам, имаше Стјепан Бобек. Подоцна веќе дојдоа Урошевиќ, Симовски од Тето од другата година. Тие подоцна, значи тогаш дојдов не тие, значи Бобек, кој не му беше тешко да прошета низ Македонија и да гледа над превари. Значи Бобек доволно му беше еднаш да ги види и знаеше. Човек со такво искуство и таков фудбалер, значи на времето беше еден од најдобрите европски фудбалери. Со Пушкаш, со Ди Стефано, тој беше меѓу трите најдобри. Значи, него не му беше тешко, ако му се свидиш, ќе дојдеш уште еднаш да те гледа и работата е завршена. Значи, Бобек е најзаслужен за таа селекција, што прв пат во историјата на Вардар почна да гледа играчи од млади играчи, од другите краеви на Македонија. И така, 81 година веќе имаше 5-6 играчи. Тони, Пепи, Горде Здравков, Алексовски, Јашо, веќе дојдовне во Вардар. И од постарите тука уште беа Кочо, Ѓоре Јовановски. Постарите играчи беа Сандре Маневски. Многу позната генерација, значи голмани беа Мутибарич и Ѓурѓиев, Ѓоре Јовановски бек, Владко Димитровски бек, Кочо Димитровски, Перица Груевски, Грнчаров, Банковиќ, Сандре Маневски, да не пропуштам некој, Борче Мицевски, Павле Ѓорѓиевски, Оџаков, Рингов, Павловиќ, Тортевски, Златановски, сите да не... Значи, беше една солидна генерација, ние дојдовме како надградба на таа генерација. Тоа беше сезоната 81-82 година. Тогаш беше практично создаден оној тим, на кој што многумина му предвидуваа дека далеку ќе стигне, и тоа се случи. Како што стигне. И тоа се случи 5 години подоцна, кога Вардар стана шампион на поранешна Југославија. Пред да минеме на надпреварите и настапите за Вардар, ајде кажи ни за некоја средба интересна на Пелистер, за дружењето со Пепи и Тони, што муабети правевте тогаш, дали уште тогаш се договаравте, добро би било ние тројца да одиме сепак Вардар, прва лига, бренд македонски фудбалски и така. А вие млади момци желни за афирмација. Не само што беше бренд Вардар, него беше престиж да се игра во Вардар во тоа време. Значи, беше престиж да се игра во таа Југословенска лига, која што беше меѓу подобрите лиги во Европа. Значи, во таа лига игра играчи до 28 години, не можеше да оди странство, имаше квалитет. Значи, пред да дојдам во Вардар за Нова година, дојде Часлав Божиновски во Битола. Мислам, тој момент го... Пошто жената му е битолчанка од Часлав, дојде и ме побара Тони Савевски, во тоа време Битол имаше корзо, немаше кафичи. Знаеш, Зоки, ти на корзо одиш и тука се гледаш... Не може да широк со корзо не може да се помени. Значи корзо, имаш и тука се гледав, не се знаеше кој си. И доаѓа Тони, затрчан, вика, брзо Часлав Божиновски те бараш. Шо е, викам, работа. Отидов и чале така.
лежерно како што си беше, ние тебе те пратиме, да знаеш дека од лето ќе дојдеш во Вардар, не само што ќе дојдеш, него и ќе играш, јас ти гарантирам. И се тоа за мене беше некој голем мотив. Например, се денешниве деца може и нема да веруваат, моево село до Битола е 10 километри. Значи јас, после тој разговор со Часло Божиновски, ние одевме со точаци или некој со кола случајно. Не одев нити со точак, нити со кола, него одев со трчање до селото. Тренирав и со трчање се враќав 10 км. Таква желба имав, значи јас ќе одам во Вардар. Си правеше тренинг. Значи во Вардар одам да се покажам таму, не одам само да муабетите кои биле. Ние на Корзо одевме. Докај 9 сатот беше Корзото, после тоа имаше сладкарница на Белград, ако имаме парички, ќе каснеме сладки. Јас имам стан тука од Пелистер до Широксокак, едно ќебе и ние вежбавме, стомачни, грбни. Такво ни било, многу различно детството и многу различен пристапот и мислам, голема радост, голема желба ни беше да дојдеме во Вардар. Она твоје деби против Слога го спомена и голот во 88-та минута, некоја друга средба од тој период од 77 до 80-та година. Вака. Многу интересно е тоа време што сите 3 години што ги играв, останало во сеќавање. Сите 3 години што ги играв, сите 3 години бевне второ место. Значи прво при крај кога ќе дојдеше ради некои случувања се бевне морални победници. Значи многу ми е жал што не влеговме во втора Југословенска лига. Добро, тоа морални победници е мала утеха, друго е да си прв како да утеха влезе. се бевне морални. Значи јас кога дојдов во Вардар, дојде тренер Неделјковиќ во Пелистер, па после вегува во втората лига. Значи многу неисполната желба ми беше да со Пелистер во втора лига. Да влезиме во втора лига. Некоја сеќавање. Убаво беше, знаете, тоа време ние бевме во Епинал, карантини, па сат и пол пред ова Широксокак полн со публика, викаат Пелистер. Убаво сеќавање ми е Мате Шундовски, што беше диригентот. Знаеше да направиш тимунг. Па ќе направиш тимунг, па ова. Многу, мислам, тие 3 години ми се во најубаво Значи сеќавање. Незаборавни години, да. Години, не само фудбалски, туку и од животот. Во таа година играв и една репрезентација, имаше аматерска репрезентација на Македонија, во тоа време не беа републиките. Да. Аматерска репрезентација секогаш играше со првакот на Македонија. Во градот од што е првакот. Ако е победа, игравме во Прилеп, ако е Брегалница, имам играно и за таа репрезентација со јас како најмлад, со Истатов, со Митев, со Гоце Алексовски, со Дрвошанов, со Караколев, Морар Цалиев. Тоа е таа една утакмица имам играно и тоа ми е... А кој ти беше тренер пред да го напуштиш Пелистер, дали Наум Бутевски или вместо него дојде друг некој? Наум Бутевски. Тој е вистинска легенда исто на битолскиот. Наум Бутевски е легенда и на Раднички Ниш, значи тој таму играл. Тој имаше голема желба да одам. Со Димовски таму играше и Јовановски, Диксон од Стработнички. Значи многу почитуван играч во Ниш. И голема желба беше да одам во Ниш на Бутевски. Само ми викаше Трајане, така ми викаше. Многу сакам да одиш во Ниш, зашто во Ниш ниеден македонец не бил лошо прифатен. Потоа од македонците играше и Мирко Илиевски предходно играше и Китановски. Да. И многу други играчи помлади имаат игра. Подоцна Китановски, сите биле добро прифатени во Ниш и тој сакаше да одам во Ниш затоа што во неговата кариера тој бил во Вардар, па бил многу лошо прифатен тука и како разочаран заминал во Ниш и не сакаше да дојдам во... И за разлика од Вардар, таму прифатен супер. Прифатен легенда, значи не сакаше, но одлучи пријателството со Тони и со Пепи. Знаете, во тоа време си викам, Ниш е многу далеку, тука ми е Пепи, тука ми е Тони и тоа одлучи во мојот. А иначе и Раднички Ниш сакаа да ме земат. Одиграа добро македонските фудбалери во Раднички. Сега ќе ти кажам и една моја случка. Се враќав од Софија и во Сичевачка клисура таму, мотел еден има, седам и тој до нас на масата седи. Слуша дека сме македонци и се уфрлија, слуша дека и за фудбал правевме муабет. И неколку новинари бевме, се враќавме од некој настан во Софија. И вика, знаете што? И ние се чудиме сега што ќе...
Мирко Илиевски беше најдобриот фудбалер што дошол во Нишки Раднички до сега. Тоа беа негови зборови, а ние Мирко си го знаевме од Вардар, знаевме каков играче и ни стана некако мило кога го кажа тоа. И така, значи тебе не ти беше желба, желба ти беше Вардар и не може да кажам дека не остварена желба ти беше Раднички. Желба ти беше Вардар и дојде во Вардар. Дојде во Вардар, 81 година, јуни месец. Па многу интересно е што во тоа дојдовме со татко ми да подпишиме договор, не чека Стево Карамфиловиќ беше генерален секретар. Не чекаа во Гранд Хотел со Ванчо Трпевски. Дојдов тука, потпишав, ама тоа лето мислам дека дали јас од Битола научен, тоа лето дека беше од најжешките лета во Скопје. И многу тешко климата ја прифатив. Значи јас дојдов во Вардар како не играв, јас мислам за помладите не играв крило, него играв везњак. Значи, јас бев играч што во тоа време можев да истрчам 100 метра и 100 метра назад. Значи, играч во два правци. Тогаш немаше многу такви играчи. Значи, имаше техничари што помалку трчаа. Дојдов како везњак. Меѓутоа, кога дојдов во Скопје на припремите со Вардар, месец дена не можев да јадам. Значи, од климата ми беше ужасна. Значи, само се потев, многу ослабнав, не можев да трчам и баш Бобек ми викаше, бе, мали, тебе те зеов не да трчаш, не да играш на потек. Многу тешко, едно 2-3 месеци бев. Потоа како идеше 500-600 коло, веќе се навикнав, почнав да ова. И во тоа време одиграв така неколку. Кое ти беше официјалното деби во Вардар? Деби ми беше прво коло со Хајдук, значи прво коло со Хајдук. Во тоа време Хајдук дојде Слишковиќ, Боро Приморац, Гуделј, браќата Вујовиќ, Шалов, беше екипа за прво место, не знам дали беа и за прво коло тука, преполно во Скопје. Значи заменено ново искуство. Јас бев резерва беше и Муто голманот, Ѓорѓиев бранеше. Значи влегов 1-0 изгубивме, влегов едно 10 минути при крајот. Колку да почувствуваш како изгледа така, Бобек, првата лига? Не, губевме 1-0, имаше пенал за нас не досуди судијата, Шоштари судеше, чист пенал над Рингов, Јеликиќ го чуваш. Тој многу пати ни го загорчуваше животот. И се контра Вујовиќ ни даде гол 1-0, изгубивме незаслужено, зашто Вардар јаше добро. Тоа прво коло. Значи второ коло игравме во Тузла. Тузла беше една страшна екипа, значи со Сарајлиќ, Мула Хасановиќ, Ковачевиќ, Кукиќ, Шечербеговиќ, Катуниќ, Моезиновиќ, значи екипа што Верлашевиќ кој позаста дојде и во слога тренер беше. Сите екипи фаворити ги победуваа глад во Тузла. И отидовме во Тузла второ коло. Место Ѓорѓиев бранеше Муто стариот, а место Пепи Ѓорѓиевски се повреди, играв јас. Значи, прв пат на рефлектори таму, прв пат играв на рефлектори. И одиграв на 1-0, 1-0 водевме од Джаков, 92 минута изедначија 1-1. Значи, многу добра утакмица и според Златко Калински беше радиорепортер тогаш, според кажувањата на Златко, дека сум бил најдобар на теренот и стварно одиграв добро. И од тука почнав, али тоа време беше тоа време кога имав криза, значи од топлото слабо тренирав, значи почнав да играм и потоа дојде тој историски гол со Раднички Ниш, значи штета што нема снимка некоја да се види тој гол, кога голманот Ѓорѓиев ми ја дава топката. Опишија цела ситуација како претрча. Значи Раднички Ниш беше екипа што стигна до полуфинале Куп УЕФА, да се знае. Пантелич тогаш бранеше. Значи Пантелич, Гавриловиќ, Обрадовиќ, Бојовиќ, Митошевиќ, Панајотовиќ, Стефановиќ, имаше Алексиќ, лево крило, страшна екипа, Бегановиќ. Значи таа екипа стигна до полуфинале од Хамбург, изгуби Куп УЕФА. Таа екипа играше и тука Дризич. Голманот Ѓорѓиев ми ја даде топката од 16-терец. Значи јас не мислев тогаш да дадам гол, него таква ситуација дојде. 1, 2, 3, 4, 5, гледам... Колку играчи наниже? Сите. Гледам Пантелич пред мене и дадов гол.
Значи, тоа време со Раднички Ниш имаше по 15.000, тоа беше нормални посети. И сега заврши голот, на центар тие, публиката на нозе аплаудира уште. Горде вика Здравко, бе, крени раце, вика тебе те аплаудира. 5 минути беа станати и ме аплаудираат. Јас не ни бев свесен за каков гол сум дал. Горде те подсетува Здравков, ти вика, дај бе од тој гол беше на белградска емисија Индирект, во тоа време имаше во понеделник. Да, Марко 6 месеци Марковиќ, беше, 6 месеци беше шпица тој гол. Мислам, штета е, може го има негде тој гол. Не можам да го најдам. Значи, тука почна мојот подем. Па после дадов гол и со Осијек, па ова, али како последица на тие послаби припреми, почнав да се повредувам. Значи, прв пат во животот да се повредувам. Не знаев што е повреда. Ми пукна ложата, тешко одеше и потоа дојде 82 година, една кобна година за мене. На припремите се разболев. Да, зимските припреми. Зимските, да, тоа беше една така тешко запалење на плуќа, каде што цела година бев по болници, значи висеше и мојата кариера. Вика дека и најдобро ќе ви да не продолжиш, па да продолжиш, па ова, значи тоа бе едни тешки моменти. Првото лето кога дојде, практично тогаш последица од сето тоа. Значи јас тренирав, али без храна тренирав. И тоа беше организмот заслабнат. И таа 82 година не одирав ниту една утакмица. Значи, а 81 година бев заедно со Рингов бев кандидат на поширокиот список за светското првенство во Шпанија што беше 82. Значи дека ќе одев, али бев на тој список. Милјан Милјанич беше селектор, значи тој сигурно ме приметил. Значи фигурираше тука меѓу тие најдобрите кариерава да ми оди, значи меѓу 50 фудбалери. Значи место кариерата да оди напред, али како во животот паднав долу. 82 година ни една утакмица, 83 година, значи 82 година интересно дојде Вишњеваc за тренер. Во Вардар. 83 година имаше турнир зимски во Скопје, памтиш ти Зоки тој? Да. Ниш, Раднички, Партизан и Црвена звезда. И Црвена звезда, и Звезда, да. Каде што интересно е за тој турнир што блесна најголемата звезда во македонскиот фудбал, Дарко Панчев како младинец, значи одигра феноменално. И морам да кажам дека Вукашин Вишњеваc имаше едно големо трпение према мене, ме трпеше, ми помагаше. Јас осетив во одреден период дека стварно веќе не можам да играм фудбал, зашто имав големи последици со плуќата, например од капацитет, ако имав 4000, ми се намали на 2000. Значи јас со 2000 не можеш да играш фудбал. Да, ќе протрчаш 15 минути и толку. Вишњеваc викаше, Томче, ти не се секирај, не мора да играш везен играч, ќе те ставам да играш крило, 15 минути да влезеш, ќе ми користи. Значи ми даваше волја. Али и тие години беа со повреди, со колената, со страшни последици имав и негде крајот на 83 година, кога видов дека тешко оди, се запишав на педагошка академија и завршив педагошка академија со тоа што да не се враќам во оптичари, него да си најдам некоја работа, кога веќе сум направил нешто. А во меѓувреме Битолчаниве веќе стана стандардни во Вардар. Значи, меѓувреме Пепи стана и репрезентативец, Тони беше на прак на младински репрезентативец. Значи, мојава кариера не одеше како што требаше да оди. Се сеќавам, Тони тогаш Вишњеваc многу храбро го уфрли, ако се сеќаваш, уште невратен од војска, дојде директно од Чаплина во Белград и го стави против Црвена звезда, а тамо Дојчиновски беше пуштен од Вардар да го подготвува. Имаше тогаш организација во клубот и мислеше на играчите и на тоа каква ќе биде перспективата на клубот. Едноставно си имаше визија што се сака, па и стигна во наша шампионска генерација. Па како резултат на таа визија, значи стигна и таа шампионска генерација, значи со доаѓањето на Вишњеваc во Вардар веќе се промени костурот на екипата, значи дојдоа Миле Симовски и Урошевиќ од Тетекс, кој што беа веќе прволигачки. Сетинов беше вратен го вративме од Победа. Грошев исто така. Грошев од Победа, Кичо Симоновски од Саса. Штериев една сезона добро и тоа добро одигра, на 33 години дојде Штериев. Гинеше, беше еден од најборбените. Значи, со доаѓањето на Вишњеваc остана
Ѓоре Јовановски, остана Кочо Димитровски, остана Борче Мицевски и остана Рингов. Се друго беше но дојде Чеде Јаневски од Само Скопје. Рингов после Отиде во Динамо накрат. Значи дојде Чеде Јаневски од Скопје. Да. Да не заборавиме, значи имаше тук Илија Најдовски од Победа дојде со Димовски. Со Чеде Вардар имаше иста ситуација како со тебе, навреме најави во Скопје дека ова момче ќе доаѓа во Вардар, значи, уште од Бобек беше. Пред договор имаше. Значи уште Бобек го сними. Ако играше за Скопје, тој си беше таксан, така да речем, беше за Вардар. таксан затоа што во тоа време беше и Груевски, Перица, покојни и Банковиќ, тој не можеше да игра Чеде во тоа време, али перспективно ќе игра како што играше. И така беше. Груевски се повлече, Банковиќ замина и тука се отвори место за Чеде со Сетинов. Груевски, отиде во Приштина, Перица,